МАСИТ, заедно со Стопанската комора на Македонија, Сојузот на стопански комори и Стопанската комора на Северо-Западна Македонија, неодамна склучија меморандум за соработка со владата на Република Македонија со цел да се продлабочи соработката помеѓу институциите на владата и бизнис заедницата во формирањето на бизнис климата и регулативната рамка во Македонија. Склучувањето на меморандумот е реализирано во рамки на проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива под покровителство на USAID. Преку остварување непосредна соработка со институциите, настојуваме постојано да ги следиме промените на законите и да укажуваме на решенија кои сметаме дека се најсоодветни. Можеме да искажеме известно задоволство од досегашната соработка, иако во доменот на развој на законската рамка често имаме впечаток дека на аргументите на индустријата не се обрнува доволно внимание. Во оваа прилика би сакал да искажам задоволство од интензивирањето на соработката со владата во последните месеци преку организацијата на Western Balkan Digital Summit, подпишувањето на меморандумот за соработка со владата и стопанските комори, како и активна соработка што остваруваме со Министерството за информатичко општество и администрација во повеќе проекти. Преку своите работни тела, МАСИТ ги агрегира ставовите на бизнис заедницата во доменот на информатичките и комуникацијски технологии и во различна форма прашањето од заеднички интерес на своите членки ги застапува пред јавноста и институциите на администрацијата. Членството на МАСИТ во Светската алијанса на IT сервиси УИЦА, каде членуваат голем број на ИКТ асоцијации од целиот свет, како и Balkan and Black Sea Cluster Network платформата, дава можност за пренесување на најдобрите светски практики во развојот на информатичката технологија и дигиталното општество. Тоа е потенцијал кој веруваме дека ќе биде препознаен од нашите партнери и заеднички ќе ја приближиме Македонија кон современите и напредни бизнис средини. Секако дека бизнис заедницата е, и тоа како, заинтересирана да учествува во креирањето и спроведувањето на регулативната рамка. Компаниите во некои случаи самостојно ги застапуваат своите ставови, но најчесто тоа го прават како заедница на заинтересирани субјекти. Коморите во тој поглед се идеална платформа за соработка. Како што веќе претходно истакнав, преку нашата активна соработка со органите на државната администрација настојуваме да се посветува повеќе внимание на идеите и аргументите на бизнис заедницата, бидејќи на крајот на денот бруто домашниот производ се генерира преку деловна активност пред се. Прв, најзначаен чекор во остварувањето на релациите е довербата. Преку градење на доверба се отвараат можности за интензивна соработка. Во градењето на довербата потребна е искрена отвореност и транспарентност на партнерите. Јавната расправа е начин на кој најдобро може да се искажат аргументите за решенијата кои се предлагаат. Меѓутоа, сведоци сме дека често се злоупотребува терминот јавна расправа преку различни форми на нејзино изоперување. Јавната расправа секогаш мора да биде подкрепена со соодветни аргументи за предложените решенија, како од страна на предлагачите, така и од страна на учесниците кои го даваат својот придонес. Владата, како предлагач на законски решенија, има исклучителна одговорност да обезбеди убедливи аргументи, како за предлог решенијата, така и за прифаќањето или одбивањето на предлозите од заинтересираната јавност. Не помалку значаен фактор е и временската рамка за водењето на јавната расправа. Тесните рокови за водење на јавна расправа најчесто се резултат на доцнење на законските решенија или претходни груби грешки во политиките. Донесувањето на прописи во итна постапка треба да биде редок исклучок, а вистинската јавна расправа треба да доминира во градењето на регулативната рамка. Зголемувањето на транспарентноста доведува до зголемување на довербата и зголемен интерес на бизнис секторот да се вклучи во креирањето на регулативата, а со тоа и се намалува јазот што постои помеѓу државните институции и коморите, односно приватниот сектор. Меморандумот за соработка кој го склучивме неодамна е подпишан помеѓу 4 стопански комори и владата на наше големо задоволство. И верувам дека ќе води со унапредување на соработката. Преку својата активност МАСИТ ќе придонесе овој меморандум да не биде само символичен, туку да прерасне во платформа за заедничко градење на подобра бизнис клима. Веруваме дека сите подписници на меморандумот делат ист ентузијазам. Целокупно гледано, овој проект на USAID со сите своји алатки е одлична можност за едуцирање на компаниите, препознавање на нивните проблеми, иницирање на соработка со надлежните институции за нивно решавање.
Овој проект има голема вредност како за имплементаторите, така и за секоја компанија која ќе добие поддршка. Алатките, понудени преку проектот, ќе бидат од значителна корист, земајќи ја предвид обемноста на легислативата. Природно, стопанските комори се секогаш на иста страна кога станува збор за градењето на бизнис клима. Чест е случајот некои компании да бидат членови на повеќе стопански комори. Заради тоа, соработката на коморите се наметнува сама по себе. Сепак, со оглед на тоа што често временската рамка не овозможува соодветна координација во рамки на самите комори, а уште помалку помеѓу коморите, соработката на коморите има ограничен карактер. Преку соработката на коморите, ставовите и аргументите на бизнис заедницата само можат да добијат на квалитет и во име на тоа и таквата соработка треба да се поддржува и негува.